Здраво и добре дојдовте во новата емисија. Вие ги гледате најзабавните вести. Сигурно знаете дека секој ден ви ги подготвуваме најубавите содржини во мини вести. Еве што ви подготвивме. Денеска во мини вести, за да знаеме се за чевлите, решивме да ве носиме кај Чичко Чевлар. Плюс ќе ви откриеме зошто облачињата се некогаш бели, а некогаш сиви. Гледате не до самиот крај. Секој ден носиме чевлички. Тие се составен дел од нашата облека. Треба да се чисти и уредни постојано. Како најдобро да ги чуваме чевлите, ни кажува Чичко Иван. Чевлите се составен дел од нашата облека секој ден. Без чевли не може да одиме надвор, ниту во градинка, ниту на гости. Чевлите имаат една намена – да ни биде удобно на нозете, кога стоиме, одиме или трчаме. Во зима е важно обувките да бидат топли, додека во лето тие треба да му овозможат на стапалото да дише. Но дали сте се запрашале како чевлите да ни траат подолго? На ова прашање, но и многу други, одговор добивме од чевларот Чичко Иван. Јас сум Даријан и сум на Чевлар. Што работи Чевларот? Чевларот работи поправка на чевли, фарбање на чевли, крпење на чевли, сите други работи. Вие кога шутирате фудбал, чевларот мора да ги залепи чевлите. Како се прават чевли? Чевли се прават, процесот е многу голем. Значи, првин се зема од твоето ноџе мерка, па после тоа според таа мерка се обликува чевлата и после тоа доаѓаме лепиме ѓонче и да биде пријатно и удобно за носење. Дали можат сите чевли да се поправат? Може. Сега зависи колку сте шутирале камењи и фудбали, иначе претежно може да се поправаат сите чевли. Но ако ги оштетиш многу, мама и тато мора ти купат нови. А тоа е договор со мене. Значи, ако си добар и фин, да ќе им кажам на мама и тато дека не се поправат и ќе ти купат нови. Како треба да ги чуваме чевлите? За чевлите треба да се грижиме. Чевлите, значи, пред све, треба да не се гази во кал, во вода. Али, доколку сгазиме, сепак они се заштита на нашето ноќе. Треба да ги чистиме убаво, да ги сушиме, да ставиме боичка. Доколку не можеш, ти ќе ги замолиш мама и тато, и тогаш ќе бидат нон-стоп како нови. Јас сум Даријан и да поздравувам од кај Чевларот Иван. Нацртај, обој и освој. Драги дечиња, бидете креативни, вклучете се во нашиот прв ликовен конкурс и освојте подарок. Нацртајте го вашиот цртеж на тема Убавините на зимата. Мама и тато нека го сликаат со нивниот мобилен и со твоето име и презиме, нека ни го пратат во порака на нашата Facebook фан страна Мини Вести. Уживајте во зимата, нацртајте ги нејзините убавини и освојте супер подарок. А сега на цртање. Кога времето е убаво, облачињата се бели. Кога се подготвува да врне, се сиви. Денеска во Мини Вести ќе научиме како и зошто менуваат својата боја. Облачињата секој ден ги гледаме на небото. Тие некогаш не го кријат сонцето, некогаш се бели, а некогаш тмурни.
Облаците всушност се голема количина на топол влажен воздух, кој кога ќе се подигне доволно високо, почнува да се лади. Секој облак е различен и постојано го менува својот облик. Во долниот дел на облакот најчесто е водената пареа, а во горниот дел каде температурата е ниска, се ледените кристали. Частичките од кои е составен облакот се толку лесни, што тој може да лепди, а ние го гледаме на небото. Облачињата може да бидат бели или сиви, но како тие ја менуваат својата боја. Сончевата светлина мора да помине низ целото облаче, за да дојде до неговото дно. Ако облачињата се тенки, тогаш не изгледаат бели, бидејќи успеваат да пропуштат многу сончеви зраци и светлина. Доколку облачето е подебело, тоа ги блокира сончевите зраци, па не изгледа дека облакот е темен. Пред олуја, облачињата стануваат многу густи и дебели, па под нив поминува многу малку светлина. Но кога ќе помине олујата, забележуваме дека облачињата се навистина бели и пропуштаат светлина. Истото важи кога облачињата ќе се ослободат од дождот. Сиви или бели, облачињата секогаш се забавни за гледање. Само во книжарниците на Тримакс, едукативни новогодишни пакетчиња кои не ги расипуваат запчињата. Тримакс пакетче со многу игри, забава и едукација за целиот зимски распуст. Хо-хо-хо-хо, дечиња! Чоколадите брзо ќе се изедат, но Тримакс пакетчињата траат цела година. Хо-хо-хо-хо-хо. Во новата година свртете нова страница. Тримакс, вашата книжарница. Среќни празници! Hello, ladies and gentlemen! Дозволете да ви го представам специјалистот за бебешка лега! Бухен 100% природно! За најчувствителната кожа на светот. Бухен. Со тетка Цвета зборуваме за крушите. Тетка Цвета, кажи ми какво овоше е крушата? Крушата е есенско овошје, го збогатува зелениот пазар со своето присуство. Значи, покрај јаболкото е второто овошје најважно во есенскиот период. Зошто? Затоа што е полно со шеќери кои ни даваат многу енергија и да споменам дека многу е важно по една крушка да се јаде навечер, една вечер крушка, една вечер јаболко. Зошто? Затоа што делува убаво на работа на цревата и наредното утро веќе имаме добро празнење, а тоа е многу важно кај децата, затоа што кога се празнат децата секој ден, кога имаат редовна столица, тие деца се здрави, полни со енергија, полни со расположение, немаат никакви тегоби, а тоа е најважно од се. Здравието на децата. Крушите се чуваат на нашето здравје, како и секој овош. Што ако се прејадеме круши? Било што да прејадеме не е убаво и не е здраво, но еве, и ако се случи да се прејадеме со крушките, тогаш може да се јават повеќе гасови и да се надува стомачето и малце не е баш тоа пријатно, затоа една круша во еден наврат е сосема доволно да се јаде. Ако сакаме втора круша, нека биде после 1 час, 2 часа, така нема да се пријадеме. Што ќе се случи ако не јадеме круши? Ако не јадеме круши, ќе бидеме посиромашни за многу витамини и многу минерали и алкалност која му треба на телото, а треба знаете како израз алкалност, веќе и како деца, што значи тоа алкалност? Значи јадење свежа храна, крушата ни дава она што и треба на нашата клетка, алкалноста е носач на здравието. Значи што повеќе свежо овошје, меѓу кое спаѓа и крушата, повеќе здравје. Деновите и ноќите кога малку заладува се идеални за квалитетно поминато време со другарчињата и семејствата. За овој викенд ние ви препорачуваме 5 анимирани филмови кои сигурно ќе ви се допаднат.
Despicable Me 3. По двата дела на Despicable Me, или Подлиот јас, кој го задржа вниманието како на децата, така и на возрастните, следува третото продолжение. Омилените ликови остануваат исти. Жолтите мали миньони и Гру. Во третото продолжение, сладките миньони ќе решат да го напуштат Гру, затоа што повеќе не сака да биде криминалец. Лошиот Гру од друга страна ќе го пронајде својот брат-близнак, а дали малата Агнес конечно ќе најде еднорог, останува да видите во последното продолжение на Подлиот јас. Hello, Gru. What about that? What? Oh, girls! Dance fight! Hold it right there! Go, go, go! Sing. Доколку сакате музика и сакате животни, тогаш овој анимиран филм е идеалното решение за вас. Станува збор за измамник кој сака да го спаси театарот, кој се распаѓа и организира надпревар во пеење, за кој што не ни сонува дека ќе прерасне во огромен спектакл. Животот на сите животинчиња кои што ќе се пријават на оваа аудиција, буквално ќе се смени од корен и се менува со помош на песната. My lady, come, my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Baby, if I could pay you to a kiss from a rose. Oh my gosh, look at her butt. Burning like this. Are you okay? Oh, yes, I'm fine, thank you. How are you? Sing! The Boss Baby. Мало бебе кој ужива да наредува, одеднаш се наоѓа на прагот од домот на Тим, кој ужива како дете единец во неговото семејство. Неговата среќа е поматена од новото бебе, но наскоро тие се здружуваат со цел да го спасат светот од заговорот кој го спрема компанијата Папико. Малото бебе Шиф и неговото братче Тим на крајот ќе останат неразделни и едноставно љубовта ќе надвладее. Poop duty! I've got to deal with the KID. Do what you wanna do. Who are you? Let's just say I'm the boss. Just wait till Mom and Dad find out about this. Power nap. You were saying? Because right outside my door lurks a nightmare. Тролс. Откако селцето на троловите ќе биде нападнато, Попи, највеселиот трол во целото село, и Бренч, намуртениот лутко, здружено ќе појдат во потрага на незините пријатели со цел да ги спасат. May I? Oh, snap. DreamWorks Trolls. Thanks, Batman! I can only imagine he's going home right now to party the night away. The Lego Batman Movie. Одлично продолжение на The Lego Movie, овој пат со Бетмен во главната улога. Готам Сити е во неволја, а Бетмен е самоуверен и нарцисоиден суперхерој, кому не му треба помош буквално од никого. Него не му требаат дури ниту непријатели, но може ли да постои суперхерој без антихерој? Дознајте во ова продолжение на Lego Movie. Superman is my greatest enemy. Superman's not a bad guy. Then I'd say that I don't currently have a bad guy. I am fighting a few different people. I like to fight around. Денеска во Мини Вести. Доктор Слагена ќе ни даде совети како да бидеме здрави и умни деца. А ќе ве носиме и на факултетот Финке, каде професор Петре ни ги покажа интерактивните табли на кои може да играме. Не го менувајте каналот. Вие гледате Мини Вести. Јас сум Ивана, денеска сум кај докторката Слаген да ја прашам кога ќе треба да одиме на лекар. На лекар одиме пред се кога сме болни, кога имаме некоја мака, кога не се чувствуваме добро или пак кога имаме некоја консултација со нашиот лекар во поглед на нашата здравствена состојба.
Тогаш одиме на лекар, лекарот е тој што не прегледува, нели, што не испрашува што, како и зошто сме дошле на лекар, ни прави некој лекарски преглед, доколку се потребни некои дополнителни испитувања, се со цел да постави дијагноза за нашата здравствена состојба. Но на лекар одиме и тогаш кога не сме болни, доколку имаме потреба од некои превентивни лекарски прегледи. Знаеме дека бебињата се пред се здрави дечиња, здрава популација, кои што редовно одат на лекар со цел лекарот да ја следи нивната здравствена состојба, нивниот раст и развој, да ја мери нивната телесна тежина, нивната должина, да даде некој совет на нивните родители за да бебето правилно расте и правилно се одгледува. Докторке, зашто мора да не боцкаат? За жал, понекогаш треба и да ги боцнеме нашите пациенти, иако искрено кај нас во нашата амбуланта многу ретко се практикува тоа. Гледаме проблемите да ги решиме, нели, со земање на некои сирупчиња, нели, се зависи тоа од пред се од состојбата во која што се наоѓа детето и од тежината, нели, на болеста. Меѓутоа, боцкањата се прават тогаш кога имаме некои потешки здравствени состојби, тогаш кога сирупчињата не може да помогнат, па следува, нели, мускулно боцкање или пак некоја парентерална терапија, која што најчесто ја оставаме за лекување во болнички услови. Но кога зборуваме за боцкање, најчесто оно што дечињата го спомнуваат како боцкање од прсте е земањето на крвната слика, која можам да кажам дека ни е битна дијагностичка процедура и понекогаш мораме да ја направиме за да лекарот има увид што се случува во организмот, дали се работи за некоја вирусна инфекција или пак се работи за некоја бактериска инфекција, дали има кај детенцето некоја анемија, слабокрвност и слично, односно се следат, се читат резултатите кои се битни параметри и кои што ќе му помогнат на лекарот во поставување на дијагноза, како и во спроведување на терапијата, односно во начинот на лекување. Докторке, зашто треба секогаш да ни правите диши? Диши или аскултацијата на белите дробови е една секојдневна дијагностичка постапка која што ја спроведуваме за време на лекарски преглед во една амбуланта. На тој начин лекарот ги наслушнува белите дробчиња со цел да види дали еден воспалителен процес, најчесто од горните дишни патишта, се спуштил, како што знаеме да кажеме, надолу, тоест ги зафатил и долните партии на респираторниот трак, односно дали процесот се спуштил на белите дробови и предизвикал посериозен воспалителен процес, односно бронхит или пак некоја бронхопнеумонија. На училиште во градинка имаме табли на кои пишуваме со креди и ги бришаме со сунгер. Има и табли на кои се пишува со маркери, кои се многу полесни за пишување, а богами и за бришање. Но дали некогаш сте помислиле на паметни табли? Паметните или интерактивни табли истовремено представуваат проектор и платно, екран, табла и компјутер, поврзани се преку софтвер кој возможува креирање, учење и управување. Тие имаат платформа која реагира на допир, па така на нив можете да гледате презентации, да учествувате во интерактивни вежби и прашалници или едноставно да си играте, но најважно е полесно да работите со картите на светот и Македонија и полесно да учите. Повеќе од 40 милиони наставници во 175 земји од светот користат токму паметни табли. Во Македонија вкупно има 66 вакви табли, распоредени во неколку училишта. Ние имавме прилика на факултетот Финки да видиме интерактивна табла во живо, а професорот Петре ни објасни се за неа. Чичко Петре, каква оваа табла? Оваа табла е паметна табла. На Финки имаме паметна училница во која што имаме повеќе вакви паметни табли. Паметните табли имаат апликации кои што може децата да ги користат за да учат со нив. Како се прави ваква табла? Паметните табли се прават со големи екрани на допир или со проектори кои што детектираат допир и истите може да се користат за интеракција со таблата, значи дечињата директно да пишуваат на таблите, да бришат со прсти или да играат некои игри на таблите, каде што игрите се прават намерно за да се користи допирот од децата. На таблите можат во исто време да играат и повеќе деца. Што можам да правам на оваа табла? На оваа табла
наликува на голем таблет, меѓутоа за разлика од таблетите кои што ги имаме дома и мобилните телефони, овие табли може да ги користат и повеќе деца во исто време. Овие табли имаат едукативни апликации кои што се најчесто некои игри и овозможуваат децата низ игра да ги совладуваат предметите на училиште, темите кои што се изучуваат во градинка или во забавиште и така натаму. Овие табли се корисни бидејќи во училиштето овозможуваат развој на интелигенцијата на децата, на нивната моторика и во исто време овозможуваат заедно низ игра да учат преку играње. Денеска во Мини Вести ќе ви кажеме зошто треба да се јаде калинка, ќе ве запознаеме со најпопуларната мачка на YouTube, а ќе ви откриеме и зошто Спонж Боб, Вини Пу и миньоните имаат жолта боја. Гледате не до самиот крај. Месец ноември е месец на калинките. Ангелина, дали ти сакаш да јадеш калинка? Многу сакам, ама се многу досадни за чистење. Кога јадам дома калинка, се правам лом. Ние ќе ви кажеме зошто треба да јадеме калинки. А ќе ви откриеме и трик за чистење. Раната есен е сезона на калинките, овоше кое треба да го јадеме од многу причини. Името калинка на латински значи јаболко полно со сенки. Ова здраво овошје е извор на витамини и е вистински чувар на нашето здравје. Калинката е грмушасто дрво кој успева во краевите со топла клима, па во нашата земја се одгледува во јужните краишта. Ова овошје се вбројува помеѓу така наречените видови на суперхрана, поради високото ниво на антиоксиданси кои не заштитуваат од разни болести. Од калинката, нашите родители може да ни направат чај, желе, сокче, колачиња, па дури и сируп, но најважно е да се јаде свежа. Калинката е многу вкусна, но при секое јадење се сретнуваме со основниот проблем – како да се исчисти брзо и како да не направиме дома лом. Ние го имаме трикот за чистење калинка, а вие гледајте внимателно. Баш ми се пријаде калинка. Сега кога знаеме како се чисти, продолжуваме вака. Ако мислевте дека во Гинис може да се запишат само луѓе, се лажевте. Во Гинисовата книга на рекорди има и животни. Мачерот Мару е пример за тоа. Запознајте го најпопуларниот мачар во светот. Мачките се многу љубовитни животни кои обожуваат да го истражуваат просторот, а без сомнение кутиите се нивната омилена занимација. Така и со мачарот Мару, кој има 9 години, доаѓа од Шкотска и обожува да се пика во кутии. Овој мачар се запише во Гинисовата книга на рекорди за најгледаното животно на YouTube. Видеата на Мару, заклучно со 2016 година, кога го постави овој рекорд, беа прегледани 325.704.506 пати. Првото видео на мачарот Мару било објавено во 2008 година, а денес има повеќе од 500.000 следбеници. На YouTube мачарот може да го најдете под уметничкото име Мугу Могу, а сега погледнете ги неговите лудории.
Нацртај, обој и освој. Драги дечиња, бидете креативни, вклучете се во нашиот прв ликовен конкурс и освоите подарок. Нацртајте го вашиот цртеж на тема Убавините на зимата. Мама и тато нека го сликаат со нивниот мобилен и со твоето име и презиме, нека ни го пратат во порака на нашата Facebook фан страна Мини Вести. Уживајте во зимата, нацртајте ги нејзините убавини и освоите супер подарок. А сега на цртање. И сега ќе зборуваме на друга тема. Секогаш интересно кога имаме прилог за цртаните јунаци. Вити Пикачу и Винипу се само дел од јунаците кои се жолти, а во продолжение ќе ви откриеме зошто. Сунгерот Боб, Симпсонови, птичката Твити, Вини Пу и уште многу цртани јунаци се поврзуваат со жолтата боја. Зошто токму оваа боја најчесто се користи кога се замислуваат ликовите од цртаните и анимираните филмови. Една од можните причини е теоријата на боите, со контрастите на боја во однос на боја светло-темно, топло-ладно, но ова звучи премногу комплицирано. Поедноставното објаснување доаѓа од психологијата на боите, на која нашите очи несвесно реагираат. Докажано е дека различно реагираме на одредени бои и дека тие кај нас предизвикуваат различни чувства. Жолтата боја брзо ја забележуваме и е поврзана со среќа и енергија, а и многу далтонисти ја препознаваат жолтата боја. Тоа значи кога ги гледаме жолтите омилени ликови, автоматски сме среќни и се чувствуваме добро. Па нашиот предлог за денес е да го погледнете филмот за Миньоните, жолтите човечиња и нивните авантури. Едноставно ги обожуваме. Les bidons Matoka Polano la Matoka Hein Banana Stuart Banana Banana Oh, hello, papagena. Tu l'es bella con la papa. No, Kevin. Me le due, aspetta. No, me le due, aspetta. Maccaro. Од овој прилог добив идеја. Ќе одам дома и ќе си ги гледам Миньоните. А јас пред спиење ќе си играм со куклите. Другарчиња, вие што и да правите, останете умни. И кликнете на лайк на YouTube и на Facebook, таму сме со вас. Чао!